Добредојдовте во Надкаст, јас сум Лјупчо Цветановски, 25-то издание, во кое што имам чест моја гостинка да биде пратеничката Дафина Стојановска. Добредојдовте. Благодарам на поканата, Лјупчо. Пратеничке, деновија прославивте 35 години од постоењето на партијата, 132 години од ВМРО, 3,5 децении, суштински децении на македонската политичка сцена. Така. Во вторникот беше тоа во Битолска Хераклија. Мислам дека за прв пат Хераклија беше мала за толку народ кој што беше дојден на тоа одбележување на 35-тиот роден ден на партијата и 132-тиот на историското првото ВМРО. Имаше одличен говор премиерот и председателот на ВМРО ДПМН со силни пораки и со тези дека Македонија мора да се сочува без разлика кој да ја има таа одговорна позиција во моментов и од пред една година. Тоа е нели улогата на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицкоски како премиер. Инаку да, можеби 3,5 години или точно 3,5 децении, се извинувам, независна држава, но имаше бројни предизвици во текот на овие 3,5 децении. И ако на почетокот со оној референдум во 91-та успеавме да изгласаме независна самостојна Република Македонија, жално на вистините токму последните години почнавме да се бориме за зачувување на незината зависност, на незиниот идентитет, на нашиот, на македонскиот идентитет, македонскиот јазик, но тоа беше благодарение на една друга власт која што не само што замина силно поразена на последните парламентарни избори, мислам дека полека, но сигурно таа таква каква што и како што гледаме како се развива, ако може и тој збор воопшто да се користи за СДСМ, мислам дека полека и ќе замине во историјата, но штетите кои што ги направи врз Македонија, врз македонскиот народ, врз сите граѓани во Македонија, мислам дека се огромни, но сепак постои и надеж и амбиција од наша страна, сето тоа полека, но сигурно да се исправа и навистина да го славиме моментот на независна, самостојна Македонија и на граѓани кои што се горди, што живеат во неа и што би кажале сегде во светот кој се и од каде потекнува. 35 години буквално имавте една, можеби, неблагодарна задача да бидете коректор на оние злодејанија и беди врз македонскиот идентитет, државата и националното, токму сторени од СДСМ. Не беше лесно ова постојано да се коригира, како и последниот пат доаѓате, не само економски, зборувам и национално. Па точно историјата тоа го кажува, фактите тоа го говорат, дека секогаш кога СДСМ била власт, се случувало некое предавство на Македонија, дали тоа било промената на привременото име Фиром, што ни го наметна, ни рекоа дека само за кратко ќе се употребува, промената на знамето, територијалната прераспредела, значи се во време на СДСМ се случувале огромни национални предавства и овие последните кои што можеби јас како политичарка бев сведок на нив, беа промената на уставот, неуставна промена на уставното име на Македонија и нели два би рекла кукавички или подметнати подпишани веќе договори, преспанскиот и бугарскиот, кои што ќе останат запаметени како класични предавства на партијата СДСМ за сопствениот народ. 35 години се соочувавте и со предавства во сопствените редови, онаа болка и на вистинското, мислам, историското ВМРО. Дали еве со оваа генерација конечно се случи онаа катарза, прочистување на ткивото во партијата? Мислам дека тоа се случи онаа 2018 кога нели се случи да делот пратеничката група, делот пратеници на ВМРО ДПМН гласа за промена на уставното име. Ние мислам уште ноќта на 19 октомври 2018 расчистивме со тие ликови, но штетата беше направена. После тоа имаше еден период за ВМРО ДПМН кој што не беше лесен, нели? Ни се случува реформатори во партија, тешко некои луѓе го прифаќа новиот председател на партијата, но ете, после
сите пребрежја, сите предизвици сме сплотени како можам да кажам никогаш досега и сега конкретно го постигнавме крајното, тоа беше изборна победа, регуларна изборна победа и веќе од лани мислам дека функционираме сосема добро, што е веќе забележливо за година дена. Направивме и година дена откако се формира владата предводена од ВМРО ДПМН. Добар дел од големите топ ветувања кои што ни беа во изборната програма се реализирани, но да, во чекор се случуваат и работи на кои што треба да сме подготвени да реагираме брзо. Работиме на повеќе фронтови, мислам дека имаме одличен избор на луѓе кои што тоа го прават и сето тоа нормално предводени од премиерот, кој што според мене еден уште од почетокот кога стана председател едно ново политичко лице на македонската сцена, какво што мислам дека досега не само што во ВМРО ДПМН немало, но мислам дека и Македонија има еден нов лик кој што е навистина според мене комплетна личност и за лидер на партија и за премиер на Македонија. Крајно лицемерно и сеирџиски би рекол, се јавија и СДСМ и лично Венко Филипче за да ви честитаат на 35 годишнината. При тоа, само нарекувајќи се патриоти, иако тоа им стои како слонови во пижами, да се што ви рекол Заев, исто така не им прилега патриотизмот. И многу интересно, уште еден доказ дека не само нивниот ментор и вистински лидер во сенка бегал од часови, и тие бегале, особено од историја, ве нарекува врховисти. Најврховистичката партија македонска во моментот ве нарече врховист. Да, нели има и една народна кога крадецот повикува во толпата народ, фатете Так. го крадецот. Јас би рекла сосема погрешна теза и слободно можам да кажам од една сосема погрешна личност. Неколку пати имам испоменато дека треба да е понижување за еден универзитетски професор, барем како што е Филипче, никогаш во доменот на експертизата и не сум го критикувала. Понижувачки е тој да биде избран од еден црпнат од Муртино, но сепак би рекла промашена инвестиција и Филипче, па и Левица од најпромашениот политичар Зоран Заев. Тој беше промашен избор на, би рекла, барем со некое достоинство беше, па и едно време нели лидер на партија Радмила Шеќеринска, Заев беше нејзин избор и погрешен термин од погрешна личност. Врховисти многу добро кажавте, јас се согласувам дека во моментов токму тие се врховистите, или би рекла од моментот кога го подпиша оној бугарски договор и прифатија нешто што апсолутно е неприфатливо и нели веќе ја водиме таа битка низ светот и во Европа да се избориме за тоа никако да не биде услов за наше за членување во Европската унија. Би рекла една сосема спротивставена личност, можеби ако го замислувам Венко Филипче во операциона сала со Венко Филипче како политичар и лидер на најголемата, ако може да се каже, опозицијска партија, ако на работно место е смирен, сталожен, сконцентриран, прецизен, ваму е сосема спротивното. Расеан, телото на говорот му кажува дека не е сигурен во себе. Едноставно сум имала можност преку медиумите да видам негови обраќања, дали во партија, дали на јавни собери и во парламентот. Тотално не е сигурен во она што го кажува и како што кажавте со мали познавања од историјата воопшто на Македонија, но еве и од политиката, бидејќи се нафатил да води партија, мислам дека се повеќе и повеќе тоне. Жалам што тоа го прифатил, што прифатил еден Заев да му биде ментор и тој најмалку може да зборува за врховизам во ВМРО ДПМН или како што пред некој ден во соседнава ни држава кажа дека во Македонија владеел автократски режим. Тоа го говори, замислете, лидер на партијата која што во 2016 со изборен пораз успеа да ја превземе власта. Партијата која што во 2021 без избори во партиски штаб се избра нов премиер. Така да од такви ликови што и да кажат, мислам дека веќе никој во држава не ги сваќа за сериозно, но сметам дека е поразително, барем надвор од границите на Македонија, без разлика кој да е,
со такви немакедонски говори да се служи. Едноставно тоа само покажува дека немаме унисоно владење во држава, барем кога се работи за националните прашања. Ако тука не сме унисони ние како македонци, ние не можеме да очекуваме поддршка или разбирање од другата страна, но времето на такви политики е минато. Може тоа да го објави Венко Филипче на некој свој пост или да има некој говор таму каде што ќе оди, но мислам дека никој повеќе не ги сваќа за сериозно, затоа што тие се најголемите виновници за состојбата во која што ја затекнавме Македонија пред една година и поради кој што сега навистина многу потешко ни оди исправањето прво на свој нозе, а потоа и да зборуваме за нешто многу повеќе што од нас народот го очекува. Во една прилика премиерот Христијан Мицкоски кажа дека, мислам дека тоа негде беше пролетта, март месец, дека успеани сме да испливаме на површина, значи од минус 0 да стасаме до 0, за да сега еве на крајот на првата година зборуваме за зголемен бруто домашен производ, за зголемени странски инвестиции, индустријско производство, значи работите тргнати се на подобро, но да замислиме што ќе беше ако наследивме нешто што некој го создавал, нешто што некој го затекна во добар дел во 2017, имаше работи кои што СДСМ ги затекна, кои што само требаше да им го продолжи. Тие се упропастија, буквално се под нула, така да имаме многу потешка позиција, многу поодговорна задача, но сме подготвени на овој предизвик, впрочем затоа и 7 години толку силна битка биевме против овие врховисти, убаво кажавте. Многу се променливи во своите ставови, најчесто се немакедонски, но во една работа се константни. Присуствуваме буквално кажано на еден интересен феномен. Современици сме на моментот дека аферите, овие 8 години, вклучително и оваа последна година од вашето владење, 7 се нивни, сите афери излегуваат повторно од нивните редови. 7 години беа на власт, аферите излегува од нивни редови. Дали било тоа Рашковски, Димова со магарињата, дали тоа бил Мухи, значи рекетите, се што излегуваше од нивни редови, за да се смени власта. Вие сте година дена скоро, сега денови веќе направите една година. Повторно цела година нема ниту една афера од вашите редови, но сите афери, дали било тоа чипот на Филипче, дали е фонд за иновации, дали е ЕСМ, Ковачевски, кој да е, излегуваат повторно од кого друг, ако не од СДСМ. Фабрика за афери. Ви текнува на она фабриката почетокот на 2000-тите на Бранко Црвенковски за новинарство, ја се шегувам, велам, подобро да отворија фабрика за афери, барем ќе им лежеше и можеби ќе функционираш. Има производство големо во таа фабрика, за жал. Така е, Љупчо, со само еден нагласок морам да ставам на тоа, дека повторно доказ дека ни затајуваат обвинителството и правосудниот систем. Секогаш повторно и вие бевте во опозиција, правевте по 2-30 пресконференции за да Рашковски го чепна, 2-30 за Димова, присуствував на тоа првата пресконференција за сите, да. Енциклопедија како овие ваши што се на полиците, значи и сега на власт тоа значи дека вие ги немате оние телефоните на Заев за да се јавите кај Русковска во овој случај на дали на Коцевски или на кого било, така? И овој најтешкиот случај за цела Македонија што ни се случи во Кочани, пробуваат на тој начин да го спинуваат, па го повикуваат министерот за внатрешни Тошковски не само на оставка, туку велат уапси го овој, уапси го оној. Еве најсвеж пример, бидејќи го споменавте аудито Q8 на Филипче. Па зошто еден од нив сега не се сети да рече ајде Тошковски уапси го Филипче. Тошковски има ингеренции да апси, но апсењето од МВР, нели тие колку има ќе го притворат, тој случај веднаш треба обвинителство да го реши, дали ќе го ослободи, дали ќе му издаде притвор куќен или активен, или конечно ќе се отвори постапка. Ние тука заглавуваме, зошто повторно заради нив? Затоа што обвинителството се уште со нивни инсталирани. Што знае обвинител што се 130.000 евра, меѓу другото и продаден джипот за да го нема, но дали тука е тоа влогот во оние 550.000 евра потребни да се добија златна виза, можеби многу математики се јавуваат, но фактот е преголем. Премногу и дури мислам дека во добар дел можеби и затоа Венко Филипче е многу малку присутен во собрание. Ние сега пред 10 дена го биравме новиот министер за здравство. Не само како доктор, како бивш министер за здравство, како лидер на партијата, мислам дека тој требаше, не знам прв или последен, но да земе збор.
но пак за разлика од, ајде да речеме, можеби има некој страм или страх, овие останативе кои што исто доаѓаат од тоа криминално дувло, за кое што се уште немаме случај. Ние можеме да зборуваме и доказите да ги даме, но имаме заспано обвинителство. Би ги споменала Оливер Спасовски, че го слушнете во собрание како се ослободува, се осоколува, па зема да критикува, а кој? Личноста со можеби најголеми афери, личноста која што додели 200 пасоши на белосветски криминалци и што уште не, или ќе ви стане Јована Тренчевска, или таму се сите оние министри од изборот назад, кои што на вистина, апсолутно, можеби собранието им е само некое прибежиште и секој изминат ден можеби си велат фала на Господ, поминавме без обвинение, но тоа се бројани денови. Тие ликови најмалку имаат, мислам, ајде да не се изрезам погрешно, треба да имаат морал и да малку да размислат кога ќе излезат кого критикуваат и зашто го критикуваат. Луѓето за кои што синоним се криминалите, скандалите и аферите. Додека за ВМРО ДПМН ја само малку би коригирала, не само изминатава година, вие мислевте на извршнава власт. Ајде да најдеме некој градоначалник на ВМРО ДПМН изминати 3,5 веќе 4-та година дали направи некој скандал или криминал. И затоа добар дел од нив, да кажам, веќе се објавени дека дел од нив ќе одат на тие беа претходницата на парламентарните избори. Нема никаков криминал, додека овие, како што кажавте, и додека беа власт, и сега уште се расправаме со нив, откриваме. Како што им кажа Ахмети, како што беше, не? Да, како до сега. Така, како до сега. Само што мислам дека не знам колку се убедени или исплашени, никош нема да биде како што беше во нивно време. Тоа го покажуваме, но да, уште ни е проблем ова со обвинителството. Видовте, ние во собрание изгласавме 5 интерпелации на 3 члена на судскиот совет, но за жал Мува не ги лази. Би се повикуваат на некои закони, но одбројани денови сепак. И тоа мислам дека ќе се најде решение, еве нека се заврши конечно комплетно се со Кочани, со обвинението, бидејќи ние нели бевме предпоставка да покренеме интерпелација и за Љупчо Коцевски, така да сметам дека сето ова што е неразрешено, поради што еве луѓето си земаат за слобода да го критикуваат ова во ВМРО ДПМН, многу скоро ќе мора да најде разрешница. Дали Љупчо Коцевски можеби име пример што ќе се случи ако обвинителите го направат тоа што треба да го направат, бидејќи тој кога почна навистина да работи, што се случи, се најде на тапет заедно со премиерот Мицкоски, до него е Љупчо Коцевски како човекот кој што го ремети така наречената вистина за Кочани, нели ја промовираат со негово позадина во превод порака до обвинителите, ако чепнете кај нас кај што треба да чепнете, ќе се најдете на тапет. Суптилна порака до сите нив, но мислам дека сите ќе се охрабрат после себе. Гледаме, дај Боже да не се случеше Кочани. Тоа е страшна трагедија, но ете се случи. Мислам дека беше приморан и од притисок од јавноста и воопшто од настанот кој што одзеде толку многу жртви, и видовме дека можело да се реагира навремено како што треба, и гледаме дека се уште нели делот обвинителниот акт е подготвен, уште малку недостасува да се комплетира, така да можело да се функционира ако некој на тоа ве притисне или го бара тоа од вас. Жалам, имаа можност 7 години да расчистат со криминалот, напротив, тие го умножија, го дуплифицираа, триплифицираа, и токму тие беа пример за тоа како не треба да се владее, беа полни устите им беа со европски вредности, ја злоупотребуваа, би рекла, слободни Европската унија, бидејќи нели во име на ЕУ ни го променија името, во име на ЕУ ни нудеа бесплатно здравство, во име на ЕУ нас ни доцнеа вакцините за време на ковидот, а настрана истиот тој лик што зборува за врховизам договарал профит за време на ковидот, или оној страшен скандал на онкологија што ни се случи, така да се што можеби е како лош запис, како запис на црната страна на македонската историја, мислам дека е само од времето на нивното владење. А особено, мислам, ги надминаа сите граници овие 7 години од 17 до 24. Како што кажавме на самиот почеток, 35 години го правите тој, продолжувате и сега да ги исправувате буквално оние кривите дрини што ги има создадено СДСМ. Најтешката крива дрина е токму во правосудството, оние 2% доверба во судството не се бадија, мислам дека се и помалку, бидејќи се во рамки на статистичка грешка, може и да ги нема, но еве овој пример што се случува и со Кочани и со останатите, треба
треба да биде поука дека не е како што беше досега со целата приказка со модуларната, каде што имаме виновни кабел, па се обидува на некои доктори да нафрлат, па не им успева, или некои минимални казни, случајот онкологија, каде што повторно економски, медицински директори, двајца доктори се, каде е тука одговорноста и онаа приказка на Заев и се обистинува од опашката смрдело. Не е точно. И сето ова се случува во времето на министерувањето на кого друг, ако не на актуелниот лидер. Па затоа ќе кажам, контрадикторни се кога сега за овој случај нели повикуваа на оставка и го повикува и министерот Тошковски и премиерот Мицкоски, а во време на случаи кога директно одговорни биле Филипче и Заев, тогаш не им текна дека се одговорни, дека треба да поднесат оставка. Тоа се луѓе кои што делуваат со двојни аршини, зависно од тоа каде ја гледаат нивната корист и бенефит, но ви кажав, изгубени се во просторот. Јас жалам што Венко Филипче спадна на тоа ниво да прифати да биде лидер на една партија, да избере луѓе кои што се на вистина, можеби тој сега овој пратенички состав не се негов избор луѓето, но новото раководство на партијата, ние гледаме, избра луѓе кои што не си ги знаат членовите, кои што сега во Чекор ги запознаваат, луѓе кои што на вистина со секој јавен настап само уште повеќе тонат и тонат, така да можеби можам да кажам сме во некоја комотна позиција со ваква опозиција, но тоа не е добро. Сепак не е добро. Друго е да имаме, јас од собраниска гледна точка зборувам, да имаме некој противник кој што ќе ви поднесе некој конструктивен амандман, кој што ќе седне со вас да разговара, да решиме некое законско решение, ќе даде подобар предлог. Вие сега нив ќе ги слушнете, велат исто и вие злоупотребувате скратени постапки. Со новиот деловник, може би се нафрла друга тема, но само уште еден пример да кажам за тоа колку се контрадикторни. Со новиот деловник сега разликата помеѓу скратена и редовна постапка е 2 до 3 дена, не е повеќе. Но еве и да е скратена постапка. Лјупчо, тие ни на скратената постапка завршуваат тие комисии за помалку од 1 час. На нив 3 дена им се многу. Тие ќе ви најават од една страна жестоко ќе се спротивставиме на ребалансот, на буџетот, на заемот од Унгарија. Тие нигде ги нема. Значи немаме конструктивна опозиција, немаме присутна опозиција и затоа велам најмалку тие се имаат морал да зборуваат за тоа дали сме ние врховисти и дали ние нешто злоупотребуваме. Напротив, сите скратени постапки во периодот што се донесени се само во исклучиво за некоја работа што е испланирана да тргне, значи апсолутно без никаква злоупотреба, а доказ за тоа најголем е што воопшто нема злоупотреба на европското знаменце. Тука кај нив беше најголемата злоупотреба, мислам дека секој закон кој што апсолутно врска немаше со усогласување со европско право, на тие им става европски знамења, се сеќавате дури на законот за игрина среќа, законот за марихуана, закон за сметководители, класична злоупотреба без повикување на она ЕУ бројче што е од азбуката буквата. Но нив тогаш се им се можеше. И сега затоа велам контрадикторно е тие да обвинуваат, да повикуваат, да апелираат, да критикуваат влада која што буквално е 24/7 активна и на терен со проекти кои што ги ветила ги реализира. Еве денес се отвори она запустено, можеби еден национален символ, комплексот Македонско село. Додека е ВМРО ДПМН на власт, се решаваат децениски чеканите автопатишта. Јас доаѓам од Гостивар. Значи Македонија е буквално претворена во една градежна офанзива, се сите патишта се градат. Тие патишта можеа да бидат изградени за нивно време. Тука немаше потреба да се правдаат со ковид пандемијата. Далеку од тоа дека само таа беше виновник за нивното неработење. И впрочем, каде се парите? Ниту една реализација. Близу до 30 милиарди евра буџетски средства ние не видовме едно нешто да се реализира. Ниту болници реновирани, ниту училишта, ниту оние, се сеќаваме, Заев во изборна програма имаше 500 километри автопатишта. Мислам, треба да име навистина срам. Можат да зборуваат што сакаат, секој има право да зборува, но мислам дека треба барем малку од себе да се срамат кога ќе излезат да го критикуваат ова ВМРО ДПМН, кој што за една година направи повеќе отколку тие за, еве да им ги броиме, само тие 7 години на владење.
Дела дека старите кутриња не може да научат нови трикови, се повторува историјата и кај нив, немајќи што да понудат, сега повторно се враќаат кон најцрното можно нешто. Моја претпоставка гледана отстрана е дека колку и да звучи небулозно, Кочани ќе биде нивниот столб на кампањата за локални избори. За жал, но тоа ќе видите дека ќе се обистинува веќе, но нема што друго, ќе биде Кочани, колку и да е политички нели некоректно, човечки, хумано, како и да е, но имајќи предвид како функционира во минатото, како за малку ќе дојдеа на власт 2017-та, а не дојдоа, истото го правеа со злоупотреба на човечки судбини, едноставно ова е некој домино ефект продолжува. А затоа не треба толку и да ги навредува кога некој ќе ги нарече политички глодари или лешинари, само за споредба дека онаму каде што ќе намирисаат туѓа несреќа, тие се први. Нели имаме примери од минатото, ете да не ги споменувам имињата на починатите млади деца кои што тие ги злоупотребуваа за кампања. Впрочем и последната 24-та кога можеби ете ако ја извлекува поуката од тоа зошто народот ги омрази и зошто не ги гласаше, можеби треба да изберат кампања позитивна. Тие мислам дека последните денови почнаа со црно-бели видеа од настаните за 27 април. Тоа се тие, затоа ги нарекуваме политички глодари, така да ништо чудно, но сметам дека оној кој што гради кариера или планира да гради кариера врз човечка несреќа, човечка трагедија, сметам дека тоа е најлошото нешто што може да и се случи на политичката сцена. Ние направивме се што беше во рамките на возможното и се уште правиме и имаме во план да правиме за Кочани. Таа загуба е ненадоместлива, без разлика што и да се направи, загуба на човечки живот, но сепак во план ние, вчера колегата Миле Левков имаше прераспределба на буџетски средства, имаше амандман кој што, морам да бидам искрена, сите членови на Комисијата за финансирање и буџет го прифатија, тоа е да се издвојат средства за да се изгради еден споменик во чест на овие млади починати луѓе во Кочани. И не е само споменикот, но сепак е оддавање на некоја почит. Таму и премиерот Мицкоски кажа дека ќе се инвестира со дел од овие предвидени или преку подпишаниот договор за стратешка соработка со Обединетото кралство, нели средствата кои потоа ќе се договорат и земат ќе бидат наменети за проекти во Кочани, за болницата во Кочани и така натаму. Значи, ние како политичка партија гледаме од оваа несреќа не да вперуваме прст, туку да извлечеме полка и да направиме да се спречат било какви понатамошни трагедии од ваков или од друг тип, за разлика од нив, и ништо чудно да го употреба тоа, но мислам дека само на тој начин ќе уште повеќе ќе најдат на одбивност кај народот и кај луѓето, затоа што добар дел од народот, јас реално премолчувам кога ќе речат други се виновни, односно нивното владење или невладење, харање со државата, но сепак секој да превземеме барем по една трошка одговорност за случајот и една трошка разум или поука за војднина, мислам дека ќе се поправат или нема да ни се случуваат вакви несреќи. Продолжи уште една работа која што за жал нели е континуитет, како што лажеа 2016-та, 17-та, злоупотребувајќи судбината на малата Тамара, која што испадна дека не е така. Мартин Нешковски сосема друго, виновникот беше во затвор. За Никола Младенов колегата се покажа дека е сообраќајка. За сето тоа лажеа. Лажеа за диво населје, лажеа дека е местенка на Груевски, лажеа за монструм. Значи зборуваме за многу семејства кои што беа фатени со тоа. Но еве продолжува работата денеска токму на Курир. Имавме демант од Салтировски консалтинг, кој што е ставен во колотечината на нивната вистина за Македонија. Има остар демант дека немаат никаква трансакција направено тие како нели сметководствено биро со дотичните сопственици на Пулс и сите што се околу тоа, бараат извинување, демант, но и доколку неке ги тужат и средствата ќе бидат дадени токму за семејствата на починатите и за повредените во Кочани. Лагата продолжува во превод. Не изненадува ова, нели? Синоним се за лага и за криминал. Значи, ако се помислите на СДСМ, значи не може да има некој здраворазумен човек кој што нивното кажано ќе го земе здраво за готово. Но еве и лагите испливуваат на виделина, сепак
повторно обвинителството е тоа кое што кај нас затајува, кое што не покренува случај. И треба да се почне дали од Зоран Заев да се заврши до Венко Филипче или буквално се да се расчешла. Ресурси ќе се направат, се ќе се направи, но конечно ова институција мора да се разбуди. Има доста за работа, има доста несработено и мора конечно и правдата е таа која што можеби е и најголемата пречка, би рекла, без европски правосуден систем ние кај ќе тргнеме? Кој чекор ќе го направиме кон Европска унија? Така да сето тоа ни е наследство на СДСМ, да не го заборавиме тука, нели и дуи, но одговорноста е сепак наша. Мора да се справиме со сите овие неправилности, со сите институционални упропастени. Имаме институции кои што не се упропастени. Вие на една страна треба да ја воведете институцијата која што се затекнала во ред да функционира во чекор, а од друга страна треба да проверувате што претходникот кој што дивел во таа институција, каков криминал направил, која е штетата и сето тоа да го спакувате за утре обвинителството да го стави во една папка и да чека нечива наредба. Ние сега буквално чекаме од обвинителството да почне со работа. Значи нема никакви интервенции, нема никакви ургенции, таа можност им се даде со Кочани. Се надевам дека како пример ќе биде добар за сите останати да се пробудат и еве и на сите гласини, на сите свиркачи и не знам какви докази, значи докази од суштинско значење да прореагира. Тоа народот го очекува и не сме народот да живее во филмот како до сега, дека ако ВМРО ДПМН е власт, ВМРО ДПМН треба да ги е одговорно за нефункционирањето на обвинителството. Значи, конечно мора народот да се свести дека извршната и судската власт треба паралелно да функционираат. Никако да се мешаат едни со други, но народот, ете, 3,5 децении навикнате на тоа, навикнате правосудството или обвинителството да му слугува на извршната власт и затоа стигнавме до тука докај што стигна. Уште една интересна информација, освен лагите околу ова што го споменавме за жал морбидното, продолжуваат и со едни други лаги, се вика лажни анкети или ферување, лажни вести. Јас ги фатив 2 пати веќе во ред. Поред 17 ноември ли феруваа лажна анкета која што беше резултат на Ипсос анкетата која што беше вистинска и не им одеше во корист. Испративме прашање она што мора да го назначат. Кој е изведувач на анкетата, кој е нарачател на анкетата, на колку испитаници е извршена и во кој период. Не добивме одговор до денес, помина 7-8 месеци. Вчера излезе Венко Филипче и нова анкета вели пред 2-3 дена 100.000 изгуби ВМРО ДПМН во однос на парламентарните. Нема извршител, изведувач, нема нарачател, нема на кого е изведена, на колку луѓе и во кој период. Повторно продолжуваме со важни вести. Да. Ова ќе биде темелот повторно на кампањата, идат локалните. 100.000 сте во минус или сепак најдобра анкета ќе бидат локалните. Иако во меѓувреме имаше анкета на Market Vision која што кажа дека 52% е прв пат преседан во историјата би гласале за кого? За коалицијата на ВМРО ДПМН. Сега сте 100.000 во минус, вели Венко. Точно дека најдобра анкета е крајот на изборите вечерта, но сепак лажат и кога лажат, не знам навистина каков израз да искористам, додека ние на една страна колку имаме веќе преку 30 објавени кандидати за локалните избори, тие колку имаат неколкумина кои што не се неофицијални, да, и тоа неофицијални, тие че имаат проблеми со тоа кандидати да им прифатат, да им се нафатат со една ваква поразителна политичка партија воопшто да одат буквално во избори каде што би изгубиле. Ние според нашите анкети кои што ги правиме, значи верувајте нема општина каде што немаме предност пред СДСМ. Најмалата предност би рекла е 2:1, а има општини каде што водиме и со 6:1, 7:1, така што не знам кого би убедиле сами себе на огледало да се гледаат и да си ги кажуваат овие лаги. Мислам дека ликот во огледалото ќе се поколева кога ќе го слуша ова. Но ете, може би и заслужилете да, како да се изразам, народот вели она што го дробиш на крајот ќе го сркаш. Заслужиле може би многу поголема казна, но ете, има ликови таму кои што се уште слепо веруваат во она, може би некогашно СДСМ, но ова денешново апсолутно нема трагиот, би рекла, имало таму и лидери кои што далеку од
од ова лидерство на Филипче жалам, но можеби тој на вистина го заслужува еден ваков лик кој што е партнер со муртинскиот криминалец и кој што мислам дека најголемото зло на Македонија го има нанесено, затоа што беа ортаци. Гледаме како наградите за сите овие нечесни договори, тие си ги ползуваат негде во некои далечни екзотични места, додека членството можеби се уште има надеж во нив, но мислам дека добар дел и од членството им е разочарано. Не затоа, впрочем, се формира и сега е веќе е владин коалиционен партнер партијата Знам, токму заради ваквите нечесни политичари во СДСМ, но што заслужиле тоа и нека си го живеат. Ние без разлика на сите анкети, без разлика на она поддршка која што навистина беше огромна за последните избори, сепак и оваа кампања ќе ја сработиме со максимум, без да живееме од актуелна слава, од актуелна власт или слично. Имаме одлични кандидати, имаме луѓе кои што се подготвени за уште една победа на локални избори и впрочем мислам дека ќе се функционира многу подобро. Од градоначалниците веќе е виден ефектот изминативе 3 години, но мислам дека добар дел од тие градоначалници и мака мачеа 2,5 години кои што ги поминаа со централната власт, која што нели им вршеше обструкции, која што даваше финансиски средства неповратни за општини за кои што нели им кажуваше оној што велеше како до сега, тоа веќе го нема. Гледаме дека и втората фаза од средствата наменети за локални проекти поминува, тече близу 1200 проекти се во фаза на реализација, затоа кажав Македонија е во една градежна офанзива, но да, треба да се почека, не можат преку ноќ ниту да се изградат нештата, ниту да се поправат грешките кои што ни ги остави СДСМ, но со многу работа, со многу честност. Мене многу ми се допадна делот од говорот на премиерот и председател на ВМРО ДПМН на роденденот, кога нагласи дека не смееме да се издвоиме од народот, затоа што без народот не само што би ја немало партијата, туку би ја немало и државата. Мора да знаеме од каде сме тргнали и никогаш да не го тргнеме настрана мислењето на народот. Токму тоа е она што СДСМ го направи, што побегна од реалноста, што мислеа дека се не знам, недостижни во најубави, да го направат. Се што договорија без народ, така да заслужено нека ако може да се каже, нека уживаат и во следниот изборен пораз. Она што го споменавме, инфраструктурата, но еве како човек од Фелата се планира буквално кажано и една ренесанса на македонското здравство, секторот кој што не бадијал е сектор кој што живот значи. Што ќе значи ова за македонското здравство, токму како човек од прва рака што се вели од Фелата? Јас би направила една споредба за важноста на здравството или за тоа како треба да се однесуваме со здравството, како би рекла во делот со одбраната. Нели како велат, држава силна е таа која што има секогаш подготвена и спремна одбрана. Без разлика, можеби дај Боже никогаш да не затреба одбрана за некоја воена активност, но да сме подготвени. Истото тоа треба да ни биде и здравството. Дај Боже, како велиме, да не ни затреба лекар, но кога ќе затреба, се мислиме на која врата да зачукаме, на чиј телефон да се јавиме, како да го најдеме најдобриот лекар. Во меѓувреме добар дел од медицинските кадри нас ни замина, ни ја напуштија државава. Значи, апсолутна негреш. И да, сега повторно е обврската на нас, но затоа ете со дел од средствата кои што ги добивме преку унгарскиот кредит и овие што се планира да се земат со договорот за стратешка соработка со Велика Британија, нели имаме намера и нов клинички центар да се изгради, и клиничката болница во Штип, ова во Кочани, во Кичево. А замислете, мислам дека Кичево 8 години наназад се ветува дека болницата во Кичево ќе биде реновирана. Ништо, значи, ни трага, ни едно камче, што би рекол колегата Ѓорчев, не поместија, но парите се истрошија. Тоа се тие неодговорни политичари кои што јас
позајмуваат државава и ние тогаш кога ги критикувавме затоа што позајмиците одеа за работи кои што немаат да имаат завршница и еве го тоа го докажаа дека навистина. А се плаќаа камати, се земале проценти, авансни плаќања само колку имавме. Ниту автопат имаме, ниту болницата во Битола, во Кичево, во Тетово исто така клиничка болница. Здравството е еден сектор каде што мора да имаме сериозни личности кои што ќе состават одличен тим, затоа што Македонија изобилува со квалитетен здравствен кадар. Прашање е само дали некој на тој кадар му дал местото кое што го заслужува. Ние мора тој потенцијал да го искористиме и во знаење, но и во дело, бидејќи нели го критикуваа новиот министер за здравство затоа што не бил доктор, бил доктор по информатички науки, но ако е добар менаџер и ако направи тим, јас и во говорот мој тоа го зборував, ако направи добар тим на експерти околу него, практичари, тогаш мислам дека може да се тргне чекор, па зошто да не и два напред во здравството. Здравството е сектор многу динамичен, вие можете да стигнете на левел не знам колку висок, но една ваква трагедија или не знам смртен случај да ви се случи ве враќа назад. Мора да бидеме подготвени. Зборувам и инфраструктурно, значи и со апарати кои што мора да го следат светскиот тренд, но исто така и со обука на здравствените работници. Без овие две работи мислам дека тешко би трнале и нели јас ги споменувам често и специализациите, мора да направиме тука и една стратегија кога се распределуваат специализации, за да не ни се случува да имаме изобилство на специјалисти од поедина област, а да воопшто немаме кадар од друга специјалност. Мора и тука да се работи плански, домачински би рекла, стратешки, да се предвиди за колку години кој кадар ќе замине во пензија, кој кадар треба да го наследи и само така можеме да застанеме на цврсти, стабилни нозе и при тоа секако нели да се инвестира во континуирана едукација како и на доктори, така и на остана здравствен персонал, бидејќи здравствената работа е тимска работа. Еден дел од тој тим ако затаи, тука не може да имаме совршен успех. Јас се надевам дека и на тој дел ВМРО-ДПМН ќе успее да покаже дека навистина и на здравството му се дава место. Здравството е, кога слушав скоро здравство, правосуден систем и образование се доказ за тоа колку една држава оди напред и треба да биде здравството во соработка со образованието, токму во овој дел, за да немаме хиперпродукција на кадри, плански да работиме и секој да си го најде своето место. Благодарам што бевте моја гостинка. Ми беше чест. Ми беше чест исто така. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.